Социјалдемократскиот сојуз со доаѓањето на власт ги укина проектите со кои ВМРО ДПМН издвојува неколкукратни победи, токму заради фактот што истите ги задоволуваа желбите на граѓаните, изјави претеникот Трајче Димков на денешната пресконференција. Димков посочи дека со ребалансот на буџетот се скратени пари за модернизација на армијата и полицијата, образованието, здравството, а од друга страна е овозможено зголемување на платите и бројот на привремени вработувања. Во образовниот процес гледаме дека се намалени 9% конкретно од буџетот на Универзитетот Гоце Делчев. Сега да не навлегувам зошто и како е зголемен процентот од 30% на државниот Тетовски универзитет, оставам на граѓаните да одлучат. Значи, тука имаме инвестиција една која беше многу важна, а тоа е браната на реката Козјак, за кој што има проекти и предвидено да се гради, меѓутоа е стопиран и тука се намалени тие средства и за многу други проекти. Димков даде свој коментари околу кадровските промени на челните позиции во неколку државни институции. Дел од направените смени се незаконски, таков е примерот и со назначувањето на новиот државен секретар за здравство Владимир Милошев, кој уште од првиот ден удри по колективот со кој претходно работеше, рече Димков. Неспорно е дека здравството треба да се напредува, тоа е многу важен сегмент во општеството и ние тоа треба понатаму да го надградуваме. Меѓутоа не на овој начин. Вклучително во 12 часа имаме информација дека тој буквално сакал без опрема, без заштитни овие материјали да влезе во хируршката сала, каде што не е дозволено, без ракавици, без соодветна заштита. Ги вознемерил пациентите и вработените. Според Димков, ваквите примери упатуваат на гол реваншизам преку грбот на граѓаните, а кратењето на скоро 700 милиони кои беа наменети за АРМ и 3 милиарди денари во образовниот процес ќе бидат наменети за плати на доместоци на гласноговорниците на СДСМ.